Продолжува мизерниот живот на граѓаните во општина Штип, кои пред неколку дена во пожар кој избувна во центарот на Штип ги загубија своите и така веќе стари и нефункционални домови. Оставени на милост и немилост на времето, живеат без кров над глава, во шатори кои самите си ги поставуваат, на ниски температури во облека од она што едва е останало неизгорено или помошта која ја добиле од хуманите граѓани. Со малолетни деца и бремени жени бараат помош од општината како и од оние кои можат на било каков начин да им помогнат. Те со трите деца тука готвевме, еве кај што горе Фогин тука имав шатор, таму свекор ми живееше и еве дон денес сме надвор, више 4 дена сме ние надвор. И гладни и странни, одам да просам од куќа на куќа за една корка леп за моите деца да донесам. Баравте ли помош од некаде? Баравме од комшиите колку може да ни помогне, а државата ништо не ни помогна. Еве овие лиштата што ги гледате на моите деца, се од комшиите, од зградите, по луѓето што одам да питам. Значи ништо, апсолутно државата ништо не ми помогна. Ништо, значи. Или да ми помогнат со пари, или со лишта, или со храна, со нешто било, ама ништо не ми помогнеш. Ништо. Црвен крст ми дадеа 2-3 кебиња за моите деца, за овој маленкото ми дадеа 2-3 парталчиња, едно масло и една макарон. Имаме документи тука што престуваме, значи, ама после пожаро никој не сака да ни помогни. Беви општината са бајле, ми вели ќе ви доделиме нешто, вели горе бараки ќе правиме, а кога тоа ќе биде ја не знам. Не знаеме никога. Може да траи со месеци што се вели, а ние со овие деца кај да одиме? На улица сме, немаме кај да одиме. Беме се бали од Труд и социјал доле за пожар на настано, он ни кажава тоа ќе ви обезбеди се општината, тука може да ви овозможеме да си направите на кратна парична помош, со социјално, со финансиски да ве поддржуваме, сваќаш? Одиме у општината, тропаме 2-3 пати, испаднаа од неговите тие колеги или шо, не знам шо е, и вика на мене, вика, не ме интересира, вика тоа, и немаме за вас никаква интелигенција, вика, немаме сместо дека да ве сместиме. Не тоа, вика, и ние моментално дојдеме. Вика, ние дојдеме, само, вика, увид ви направиме од човечанство, значи на пожаро, да видиш шо како е. А тај ден обеќа, значи, кажа дека звонат, тражат ни објект, кажа дека ќе не сместат у Миријана црква и за тоа немаме никаков одговор. Со 2 малолетни деца и плюс трудна жена, ја не може да ги одржам. Немаме никаков чарен, ни топол дом, ни ништо, у шупа живеам. Ќе го апелирам, значи, градоначалникот да се помогне на вие деца. Стварно сме загрозени. Со децата надвор спиеме ветери, дождове, останаме надвор на улица. Ќе го молам градоначалникот, нека ни помогне, нека најде некој средство како и да е, значи, децата унатре да бидат, надвор да не бидат. Не провоцираме, но не дуаме. Стварно чари, значи, нема. А граѓаните, ако сакат нешто, исто и да ни апелираме, нека ни помогнат со шо можат сега, колку шо имат. Овдешните жители со оправдување дека имаат документи со коим се дозволува престојот овде, но истите изгореле во пожарот. А единствената можност која ја нуди градоначалникот на општина Штип е за граѓаните кои ги имаат документите и истите може да ги приложат. За жал, општината нема ингеренции во решавање на ваква ситуација и што е уште полошо, поголемиот дел од луѓето кои што беа затечени на место на пожарот беа диво вселени луѓе. Дури јавното предпријатие нема ингеренции да се справува и решава проблеми за диво вселени луѓе. Другиот проблем со кој што се среќаваме, големиот дел од овие граѓани кои што се најдоа затечени на местото на пожарот не се по потекло од општина Штип, тоа се луѓе кои што, ќе кажам повторно, на нелегален начин дошле во нашиот град, не се пријавени во полициските институции за евидентирање дека се жители или пријавени за привремен престој во нашиот град. И моментално, заедно со Министерството за труд и социјална политика, заедно со Центарот за социјални грижи, заедно со Црвениот крст, веќе обезбедивме сместување на дел од овие наши сограѓани по домови во нашиот град. Дел се останати во куќата, бидејќи куќата е само мал дел изгорен благодарејќи на брзата интервенција на пожарната. И понатаму ќе делуваме во правец да секој кој што потекнува од која општина да се врати, таму да си го бара решението. Опожарениот објект во центарот на Штип е под ингеренција на јавното предпријатие за стопанисување со стамбени и деловни простори, но градоначалникот Николов од социјален аспект советување дека ќе се најде решение и за овие лица.